Вести на Канал 8, добар ден. Јавното предпријатие за државни патишта организираше јавна консултација со граѓаните за почетокот на реконструкција на магистралниот правец Штип-Кочани. На презентацијата што се одржа во Облешево беа објаснети почетните иницијативи за подобрување на сообраќајната поврзаност, што според најавите треба да се реализира во наредните неколку години. Реализирањето на проектот за рехабилитација и надградба на патниот правец Штип-Кочани се уште е во почетна подготвителна фаза. Идејата е сообраќајницата во иднина да стане експресен пат, на кој максималната брзина на движење би била 100 км на час. Поврзувањето ќе биде од клучката кај Штип, па се до влезот на Кочани, кај така наречената подлошка крстосница. Освен побрзата комуникација со овој дел од државата, треба да се постигне и поголема безбедност во сообраќајот. Ова, меѓу другото, беше речено на јавната консултација што доцна попладнето се одржа во Облешево, а на која представници од јавното предпријатие за државни патишта ги представија почетните планови за проектот за рехабилитација на магистралата А3. На трасата која што е во должина некаде до околу 27 км има поминувани с 4 населени места. Денеска ние сме присутни во едно. Значи интенцијата е во населените места да не се врши проширување, да не се узурпираат дворовите или да биде ептен во близина на куќите, туку да се изврши рехабилитација на самиот пат со подобрување на карактеристики, банкини и така натаму, се со цел да избегнеме оштетување на, да речеме, на приватни имоти, куќи или доближување ептен на самиот пат до куќите, бидејќи како што гледаме тие се многу блиску. Јовановски рече дека се уште не е донесена конечна одлука за проекциите за рехабилитација на патот, односно можни се измени во консултации и согласност со сите засегнати страни, меѓу кои и локалните самоуправи. Сето тоа ќе се прави за да се види која алтернатива ќе биде најсоодветна и ќе одговара на потребите на населението. Делницата со овој проект практично ќе добие подобрени карактеристики на ниво на експресен пат, значи од магистрален пат истата ќе биде надградена на ниво на експресен пат, што значи дека ќе добие плюс 2 ленти по една од двете страни, ќе биде проектирана за брзина од 100 км на час и сите останати елементи кои што ги задоволуваат стандардите на националното законодавство ќе бидат испочитувани. На јавната консултација беа присутни поголем број заинтересирани граѓани, како и представници од општините Кочани и Чешиново Облешево. Сите тие имаа можност со своји предлози да учествуваат во расправата, која треба да даде одговор за некои од прашањата што го засегаат местното население. Инаку, проектот за рехабилитација на патниот правец Штип-Кочани ќе биде финансиран со пари од Светската банка, што според најавите од јавното предпријатие за државни патишта ќе значи и реализација во периодот на наредните 2 години, односно до крајот на 2015-та. Обидите за решавање на проблемот со паркирање во централното градско подрачје само делумно дадоа резултати. Од општината планираат стеснување на одредени пешачки зони заради добивање поширок паркинг простор. Проектот за решавање на паркинг просторот во централното градско подрачје на Кочани, што беше предложен пред 2 години, се уште не е реализиран докрај. Најавите дека со него ќе се намали хаосот и недостатокот од места за паркирање само делумно се остварија. И наплатата за паркинг услуга, што исто така ја планираше општината, по критиките од граѓаните се одложи. Сепак, проблемот со паркирањето и понатаму остана, а на одделни места дури и дополнително е зголемен. За тоа стана збори на последната седница на Советот, на која беше даден и конкретен пример. Според контактите што ги имам со граѓаните, најчесто се искажува мислење дека аголот на паркирање на возила не е соодветен со условите, па така да нема прегледност ни тој што паркира, ни оној другиот со моторно возило. Не се чувствуваат безбедни ни со возила, бидејќи не знаат во кој момент од каде некој ќе излезе од паркингот, ниту пак како пешаци, особено на преминот кај Стопанска банка, немаме никаква прегледност кога возиме автомобил, кога преминува некој на пешачки премин. Локалната власт веќе размислувала за овие забелешки, па дури и се потрудила да најде решение. Ке се стеснуваат дел од тротоарите за да се прошират паркинзите и да се обезбеди поголема прегледност. Кај Стопанска банка потегот ќе го решиме во оваа година со комплетирање, значи, на целиот тој триаголник, со пешачката патека пред
Стопанска банка, со проширување на тој паркинг и со проширување на паркингот од кружниот ток кој што е па до домот на културата, заради тоа што таму не го спомнавте и таму исто еден сообраќајен метеж кој што го прават било оние кои што се паркираат, било сега што го воведовме градскиот сообраќај па се поставија знаци за автобуски стојалишта, така да настојуваме, постојано се ангажираме, меѓутоа треба да имате разбирање дека преку ноќ не се решава и за се тоа се потребни средства. Проширувањето на паркинг просторите што го најави Димитровски, општината ќе го реализира главно со пари од програмата за изградба и реконструкција на улиците и локалните патишта. Без коментар остана прашањето за целосно спроведување на проектот за паркирање и дали во иднина се планира наплаќање за услугата. Заврши реконструкцијата на 2 клона на детската градинка Павлина Велјанова. На едниот, кај населбата Усова чешма, се менуваа прозорците и вратите, а другиот, кај градскиот пазар, доби нова кровна конструкција. Комплетно нова столарија доби клонот 2 на детската градинка Павлина Велјанова. Градежните работи завршија деновиве, со што старите дрвени прозорци и врати се заменети со ПВЦ материјал. Целта на реконструкцијата беше да се постигне поголема енергетска ефикасност, односно намалување на трошоците за загревање. Според градоначалникот Димитровски, реновирањето е квалитетно изведено и вложените пари индиректно треба да се вратат низ заштедата на енергенси. Овде се работи за една инвестиција од околу 1.100.000 денари и процесот беше отпочнат пред 3 месеци. Еве, констатиравме на лице место дека е завршено, дека е квалитетно завршено од страна на одговорните лица кои што се во градинката и од директорот и од самите раководители во градинката. Имаме пофални зборови и за организацијата на работата и за самиот изведувач кој што ја изврши оваа работа, така да очекуваме дека ефектите кои што ги побаравме почетни за енергетска ефикасност на објектот и намалување на потрошувачката на елементи за грејење, за нафтата за грејење, ќе бидат постигнати веќе од оваа грејна сезона. На клонот 4 кај градскиот пазар пак заменети се салонитните плочи од кровната конструкција, што било добиено и како препорака заради поголема здравствена заштита на најмладите. На нивно место поставени се соодветни метални панели, со кои исто така ќе се добие поголема енергетска ефикасност на објектот. Според раководството на градинката, во план е отстранување на одредени проблеми и во другите 2 клона. Ние правиме анализа во соработка со локалната самоуправа на се она што ни е неопходно да го санираме, да ги избегнеме оние недостатоци кои што се присутни и така да имаме доста голема помош и соработка и така да се надевам дека во најскоро време ќе бидат надминати останатите проблеми кои што се во другите 2 објекта. Минатата година детската градинка Павлина Велјанова вложи 3 милиони денари од сопствената сметка за самофинансирање за реновирање на клонот 3 во Текешински Лозија. Со овие пари се изврши целосна замена и поправка на кровната конструкција на површина од околу 1600 метри квадратни. Проблемот со пребукираност на некои од клоновите на градинката останува, иако сите не се подеднакво пополнити. Со тоа се актуализира и прашањето за вработување на нови воспитувачки, од кои дел веќе волонтираат во Павлина Велјанова. Нови вработувања во градинката Павлина Велјанова се планирани, но се чека согласност од Министерството за труд и социјална политика за да се реализираат. Во моментот потребите се задоволуваат со ангажирање волонтери, што сепак не ги исполнува докрај барањата на детската установа. Заради тоа, во 2 од клоновите се јавува пребукираност, односно случаи кога на 2 воспитувачки има и по 40 на деца, што не можат квалитетно да одговорат на потребите. Сепак од градинката сметаат дека проблемот не е институционален, колку што се работи за навика на граѓаните. Тоа станува збор исклучиво за единицата и тројката, односно административната зграда и клонот 3 горе на Текешински Лозија, бидејќи таму сме лимитирани со занималните. А тука имаме ние слободен простор и имаме во четворката исто така слободен. Меѓутоа, за жал, граѓаните бараат исклучиво да ги користат тие 2 објекта поради тоа што се им на дохват. Пребукираноста и ограничените можности во 2 клона од градинката ја наметнуваат потребата од реорганизација и прераспоредување на воспитувачките, затоа што состојбата станувала алармантна.
Пред извесен период, поради немање слободни места, барањата од десетина родители за прием на нивните деца да бидат примени биле одбиени. Голем успех во национални рамки постигнаа кочанските представници, регионални победници на државниот противпожарен квиз. Учениците од Гошов и Кентиев го освоија првото место, а нивните помлади колеги од Малина Попиванова второпласирани. Екипата на Средното општинско училиште Гошов и Кентиев во состав Сандра Цветанова, Лазар Коцев и Столе Кралев под менторство на професор Сашо Стоилов го освои првото место во конкуренција на средни училишта јуниори на државниот противпожарен квиз надпревар што се одржа во Скопје. Основното училиште Малина Попиванова со екипата во состав Михаела Крстевска, Сашка Јованчевска и Марио Паунов под менторство на професорот Драги Рашков го освои второто место. Вредно работевме 3 недели после освоеното регионално надпреварување и успеавме да го освоиме второто место. Повторно да кажам голема благодарност до учениците кои вредно работеа 3 недели и постигнаа голем успех. Се надевам понатаму за подобар успех, односно прво место. Прашањата беа прилично тешки, но ние соработувавме меѓусебно и со нашиот труд успеавме да го освоиме второто место. Најтешко беше можеби пред последното прашање имавме трема. Можевме да победиме, меѓутоа кикснавме и за жал, немавме среќи. Второ завршив. Ние вредно учевме и се трудевме и горди сме да го кажеме тоа дека го постигнавме тој успех. На 29-тото издание на државниот противпожарен квиз надпревар учествуваа 6 основни и 6 средни училишта од целата држава. Во Центарот за култура Бели Мугри промовирани литературните творби од конкурсот за Рацин. До година се планира организацијата на манифестацијата да биде помасовна. Годишнината од издавањето на стихозбирката Бели Мугри од Коста Апостолов Солев е поводот поради кој Центарот за култура го распиша конкурсот на слободна тема. Единствен критериум беше пријавените песни да не се објавувани претходно, а ограничувачка беше само возраста. Право на учество имаа граѓаните од општините Кочани, Зрновци и Чешиново Облешево постари од 16 години. Започнуваме да организираме ваков собир на поети од Кочани и Кочанско. Значи, идејата ни е со поезија за поезија или со песна за песна. Конкурсот годинава имаше ревијален карактер. За до година се планира манифестацијата да биде помасовно организирана и со поддршка од Министерството за култура. Планираме да трае 2 дена, и тоа 24 и 25 ноември. Ова година се определивме за овој датум поради неколку јубилеи што ги имаме, значи годишнината од раѓањето, од смртта на Кочо Рацин, од објавувањето на самата стихозбирка, значи датум како датум определивме денеска да се собереме овде, значи да и дадеме простор, повеќе простор да дадеме на кочанските автори. На правото литературно читање учествуваа 18 автори од Кочани. Најголемиот дел членови на литературниот клуб Копнеш. Со задоволство ја прифатив поканата да бидам дел од оваа манифестација. Че многу пати учествувам на вакви конкурси, манифестации, промоции и така. Многу убава манифестација и се радуваме ние поетите почесто вакви средби да има, поготово што се работи за Коста Рацин, нашиот најголем поет во Македонија, да го овековечиме неговото дело со нашите песни. Годинава се одбележуваат 74 години од издавањето на антологиската поетска збирка Бели Мугри. Деветнаесети декември е голем датум за христијанството. Верниците го празнуваат денот посветен на Свети Никола, еден од најпочитуваните светци. Свети Никола или Свети Николај Чудотворец, архиепископ Мирликиски, се смета за заштитник на морињата. На иконите се представува со својата архиерејска одежда. Свети Никола е роден во Патара Ликија, Мала Азија, околу 270 година. Православната црква го смета за еден од најголемите и најпочитувани светци. Човек кој што представува или кнели, кој што представува една маркантна појава во православието, кој што неговиот култ е славен насекаде и не само на овие простори. Накратко би кажал за неговото житие дека потекнува од богати и угледни родители, како едно дете единствено на своите мајка и татко, и уште од мал кај него се пројавувале чудеси, изборувале
дека од тоа дете ќе биде голем Христов војник, па така во светото предание е зачувано дека тој во деновите кога црквата ги пропишала за пост, значи во среда и петок не вкусува од мајчиното млеко, нели, бидејќи знаеме дека млекото е мрсна храна. Христијаните веруваат дека Свети Никола Чудотворец на многу пати ги спасувал изгубените бродови, заради што е заштитник на морепловците, рибарите и бродовите. Во Германија, Холандија и Белгија се празнува како детски празник, кога децата добиваат разни поклони во зависност од тоа кој колку бил послушен во текот на изминатата година. Посебно интересно за она помладата популација е тоа што всушност ликот на Дедо Мраз представува еден искомерцијализиран лик од ликот на Светиот Никола. Именно во неговото житие е зачувано чудото како Бог по неговата милост му се јавува и му кажува дека еден од неговите парохијани, сакајки, немајќи основна екзистенција, сакал да ги продава своите керки да блудствуваат, па така Светиот Никола тајно скришно, за да не биде фанал од луѓето за неговите добри дела, во кесенца му пуштал пари преку прозорот, па така низ текот на годините овој начин на празнување и славење на Свети Никола останал, нели се до појавата на поголемите компании каде што Дедо Мраз го зазема всушност ликот на Светиот Николај. Во христијанскиот календар Свети Никола се слави на 6 декември според новиот календар и на 19 според стариот. Евана Македонија ги известува граѓаните дека ќе има прекин во снабдувањето со електрична енергија во Виничко. Без струја в четврток, 19 декември, ќе останат корисниците од селото Лаки и викенд на селбата Обозна. Прекинот ќе биде во периодот од 9 до 15 часот, а како што информираат од Евана, тоа е заради реализација на инвестиционите зафати за подобрување на квалитетот во снабдувањето со електрична енергија на корисниците во тие реони. Кочанските фудбалски екипи во паузата ангажираат нови имиња. Има уште многу до истекот на преодниот рок, докога се чекаат подписите и на други играчи. Осогово успеа да се поврати во продолжението од првата полусезона по најлошиот старт досега во кое било по ранг надпреварување. Шансите да се освои првото место во третата лига Исток теоретски постојат, иако тоа ќе биде крајно тешко да се оствари. Но клубот ќе оди на сензација, заради што веќе се засили со 4 нови имиња. Мирче Натков, Стојан Чоманасиев, Дејан и Сашко Манчовски веќе го напуштија Чешиново и преминуваат во Осогово, а се преговара со уште 2 до 3 имиња. Икама Факочан има амбиција да оди место погоре во втората футсал лига. Веќе ангажираше едно ново име, а се очекува уште 20 играчи да го стават подписот за дебитантот. По 3 до 4 засилувања планираат и женските фудбалски екипи Кочани и Иднина С. Иако на стартот од сезоната лидерот ангажираше 7 звучни имиња, не планира да застане овде, туку бара уште поквалитетни решенија за одредени позиции. Разговори за нови засилувања води Иднина С, чии апетити на паузата пораснаа заради извонредниот успех постигнат есенва. Зимскиот преоден рок во женското фудбалско првенство трае од 5 до 30 јануари. До тогаш има доволно време за корекции во костурот на екипите. Тоа беше се во ова издание на Вестите. Ви благодариме за вниманието. Довидување.